Дали некогаш сте се запрашале кои вообичаени навики и штетат на нашата коша? Доколку одговорот е да, останете на оваа фреквенција со цел да слушнете кои се тие навики, бидејќи денеска првото утринско кафе ќе го испиеме со доктор Тихомир Цветковик, кој што околу 10 години работи како дерматолог. Првото утринско кафе ќе го испиеме, се разбира, со него и ќе му посакаме добро утро. Фала на поканата и фала на кафето. Како денеска ви започна утрото, како вообичаено ви започнува утрото и генерално како сте денес? Супер, одлично, како и секој утро денот е гледаме да имаме нека утринска рутина. Секогаш започнува нели со туш, започнува со некои утрински ритуали, спремање, подготвување за денот, за работата што следува, за обврските, правење на еден план програм, што би се рекло нели понашки, и сме спремни да го преземеме денот во своји раце. Долги години ја работите оваа професија, колку е одговорна, колкава одговорност носи и како изгледа еден ваш работен ден? Без малку 10 како лекар, да. Така и ми започна, нели, тоа беше идејата уште многу одамна. Тоа е нешто што од секогаш сум сакал да го работам. Ми било од секогаш предизвик, се разбира сум имал и некои примери семејни како изгледа таа работа и тоа секогаш ми се допаѓало и не знам дали тоа би еден бил... плюс. Да, не знам дали би бил нешто друго во животот да можам да се вратам назад и да одберам, секогаш би го одбрал истото. Во принцип на нешта многу се сакам работата, годините не ги бројам и искрено не знам, не сакам да размислувам кога би престанало тоа со работа и кога би престанало да бидам тоа што сум. Дали постои некоја вообичаена навика, некој утрински ритуал кој што и штети на нашата кожа, а секојдневно го практикуваме? Јас сум поборник за тоа секој од нас да има некој рутински, нели некоја рутина, некој утрински ритуал, независно дали е машко или женско. Се разбира, фокусот е секогаш на женскиот род, каде што нели припремата е малце поинаква, малце поголема, малце поконкретна. Меѓутоа секој од нас треба да има рутина некоја барем за кожата на лицето. Како да го обяснам ова, како да го кажам, препарати има колку сака човек, значи достапно секаде на сите места и апелирам да се побара собе, да се побара помош, меѓутоа да биде професионално тоа изведено, затоа што приметувам дека живееме во некој време каде што имаме инфлукс на многу информации кои што за жал не се сите точни, не се сите правилни, нели правилно објаснети или правилно презентирани, па гледам дека доста од луѓето прават и грешки. Утрото е можеби со вечерта пред легнување, значи се оние најкритични моменти каде што точно треба да знаеме што да правиме. Кожата е таков орган кој што памти. И ако ние хронично или со години правиме нешто добро или лошо, тоа и како ќе се нели ќе се врати, ќе се покаже низ периодот, низ годините, низ месеците. Имено најчеста грешка што ја гледам и ја разбирам е користењето на топла вода. Дали било за туширање, дали било за миење лице, независно. Ние кога ќе станеме совалени, ни треба екстра топло, ни треба нешто што ќе ни ги затвори крвните садови, малце ќе ни го спушти отокот. Така да секогаш апелираме да тоа или ладна или млака вода. И нормално она што го споменав пред малку, да си има конкретно точна рутина за проблематиката која што сакаме или да ја санираме, да ја решиме или едноставно имаме потреба од некаков смер. Не можеме да гледаме користење на, не знам, хидратантни препарати, ние имаме мрсно лице или обратно да користиме препарати за акне, притоа лицето да не сува и да пати. Тука доаѓаме ние и затоа повторно би апелирал да се побара стручна помош, затоа сме ние тука, е Инстаграмот, така да. Можеби кафето штети на кожата? Не би рекол кафето. Цигарите uz кафето штетат, тоа е веќе друго. Но кафето како такво не. За организмот наш за да функционира како што треба, првата течност несена во телото треба да е секогаш вода. Ние се будиме дехидрирани. Значи, буквално првото отварање на очи треба да започне со чаша вода. Нормално не е да е тоа ладна и да биде на екс испиена, меѓутоа треба да се почне со вода. Зошто? Затоа што вечерта и преку ноќните процеси во нашето тело ја згуснуваат, ја дехидрираат нашата крв и нашиот организам. Не му треба нешто што екстра ќе му извлече водата, тоа е кафето. Ние сме таква сорта, тоа е поднебието во кое што живееме,
каде што првото нешто што се прави са беле се пие кафе, меѓутоа тоа е погрешно. Особено за оние луѓе кои веќе имаат некаква мака во однос на, да речеме, притисок или некои други хроницитети, хронични болести. Така да тоа е она што сакам луѓето да го понесат како дел од лекциите денес. Еве, веќе кога ја напоменавме таа комбинација кафе и цигари, што би се рекло балкански појадок, многумина така викаат, како поточно и влија на кожата, ја суши кожата или какво влијание има поточно? Па директно и така видливо на кожата нешто посебно нема секој дневно, но тој ефект се кумулира каде што ние како старееме, или ајде да речеме како зрееме, се помалку и помалку кожата има капацитет, па како и другите органи, нели, да компензира. И евентуално стигаме во фаза каде што биле нагласени известни бори, брчки, ќе имаме промена на тен, ќе имаме промена на текстура. Не дека е тоа само од кафе и цигари, меѓутоа дефинитивно не помага ако практикуваме балкански доручки. Можеме скратено да кажеме поврзо ни старее кожата? Па да. Така некако. Би го искористиле тој термин. При самиот крај сакам и вие да кажете како дерматолог како на вас ви започнува утрото, зборувам за нега на вашето лице. Јас искрено го започнам денот со туш, затоа што тој ме буди, меѓутоа и е здраво, затоа што го прави оној шок што го зборевме на крвните съдови, каде што намалува отоци, каде што не буди на еден начин. И искрено сакам да си ги средам оние масни регии од лицето кои што луѓето веќе ги знаат, тоа е носот, зоната, комисурите на носот, значи масните регии од лицето да ги санирам, користам млако до ладна вода и не се бомбардирам со препарати. Независно што сум машко и што немам потреба нели од шминка или од слично, но едноставно апелирам да се користи она што мора, а постојат многу препарати, лесно го фаќаат нашето окото, али повеќе од еден гел заменија од една крема дневна или да речеме SPF фактор ако е лето, ако е топло, искрено не треба. Нормално, секој човек си има кожа со некаква проблематика, меѓутоа за ние што имаат нормална према мрсна кожа како мојата, не треба бомбардирање со препарати, едно гелче за миење, чисто да го освежиме лицето и можеме да го преземеме денот. Тие што имаат рутина, дали имаат проблем со сува кожа, дали имаат проблем со себореа или имаат проблем со акне, си имаат посебна рутина, но пак седи она златно правило дека не треба да се претерува полипрагмазија да правиме со разни креми, препарати и слично. Ве благодарам многу за сите совети и што имавме можност да испиеме заедно кафе со еден убав разговор. Благодарам и на вас.